Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за микробиомот, добрите бактерии што живеат во репродуктивните органи на жената. Во кој случај бактериите се користи, а кога може да представуваат ризик за женското здравје? Дали составот на бактериите на микробиомот се менува во бременоста или пак во текот на менопаузата? За сето ова подетално од разговорот со денешната гостинка, доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог акушер, доктор на медицински науки од Аџи Бадем Систина. Докторке, добар ден, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден на сите. Ви благодарам за поканата која со задоволство ја прифатив. Така, денес имаме една мощна и интересна тема, не секојдневна, и гледачите ќе добијат многу информации кои што се поврзани со здравјето и бактериите кои што се дел од нивната нормална флора. Вела дека нашето тело не е стерилно ни однадвор, ни одвнатре. Што е тоа микробиом? Се работили за нов термин за микрофлора. Така е. Интересен микробиомот е интересно поле на истражување во последните години. Инаку самиот термин микробиом е воведен уште 2001 година од Ледерберг и представува синоним на еколошки заедници, односно на заедници на микроорганизми кои живеат во нашето тело, во нашите телесни простори, на нашата површина од телото и буквално го делат нашиот телесен простор. Многу истражувања во последниве години од моментот на воведување на овој термин микробиом се насочени токму кон тоа, кон истражување и дефинирање на хуманиот микробиом од аспект на анализа на составот, на дефинирање на токму на микроорганизмите, дефинирање на нивната улога и дефинирање на евентуална нивна позитивна улога, односно позитивно влијание од аспект на протективна улога за заштита од развој на болести. Така, вела дека всушност нашето здравје зависи од рамнотежата на бактериската флора и нашите клетки од друга страна. Така, апсолутно, години наназад веќе тоа се потврдува, дека ние живееме во една симбиоза со многу микроорганизми, некои од нив многу важни за нормален развој, раст, за превенција на болести, па така и од аспект на гинеколошко-акушерски аспект, односно од аспект на репродуктивно здравје. Еден дел од хуманиот микробиом представува и вагиналниот микробиом, кој што е многу мал дел, меѓутоа дел кој што е многу одамна познат и кој што е од многу одамна разработен уште кон крајот на 19-тиот век, од времето на Додерлайн, кога точно е дефинирано дека клучна улога во одржување на вагиналниот микробиом, односно во тоа време на вагиналната средина, одржување на нормална вагинална средина, имаат лактобацилите, оние млечно-киселински бактерии кои што возможуваат одржување на нормална флора и превенција на инфекции на гениталниот тракт. Така, значи во вагината има армија добри бактерии. Сега, дали се разликуваат бактериите кои што живеат во репродуктивниот тракт, да речеме во вагиналниот дел и цервиксот, и од оние бактерии кои што се дел од ендометриумот и јајцеводите? Има ли разлика во бактериската флора, во самиот репродуктивен тракт? Да, се смета дека има разлика. Истражувањето на хуманиот микробиом го покажува токму тоа дека во секој дел од човечкото тело, па и во склоп на еден тракт, постојат разлики во микробиомот. Така, во најголем процент од хуманиот микробиом практично отпаѓа на гастроинтестиналниот тракт, односно на микробиомот кој што содржи гастроинтестиналниот тракт. Меѓутоа и таму на ниво на делови на гастроинтестиналниот тракт постојат разлики. Таков е случајот и со репродуктивниот тракт. Вагиналниот микробиом е делот кој што можеби е најмногу проучен, најмногу години се зборува за тоа, се трудиме да најдеме начин за превенција на инфекции, особено во бременост, меѓутоа и кај жените кои што вон бременост постојат проблеми од типот на рецидивантни инфекции и слично, така да најистражуван е вагиналниот микробиом, некако најмногу податоци имаме и за тоа, меѓутоа се смета дека постојат различни видови на микробиом, односно на такви заедници во склоп на шуплината на матката, на слузницата на матката, значи на ендометриумот, на тубите, и на овариумите.
токму во тој правец оди и науката во иднина, освен вагиналниот микробиом, многу е важно да се дефинира и микробиомот на ендометриумот, односно на шуплината на матката, особено од аспект на успешност кај асистираните репродуктивни технологии, односно кај инвитро процедурите, например, затоа што веќе нарушувањето на микробиомот на гениталниот тракт, на вагината, на грлото на матката и особено на ендометриумот се поврзува со успешноста на постапките при асистирана репродукција, односно при инвитро, например. Споменавте дека всушност најголем микробиом, најмногу бактерии имаме во цревата. Сега дали микробиомот од цревата, тие бактерии од цревата влијаат на микробиомот на репродуктивниот тракт, на било каков начин, поврзани ли се меѓусебно? Да речеме, ако имаме диареи, проливи, проблеми со стомакот, дали се уваат проблеми и со бактериската флора истовремено и во гениталниот тракт? Така, апсолутно се смета дека се поврзани. Имено и еден од начините на колонизација се смета дека е на вагината, се смета дека е преку гастроинтестиналниот тракт, односно многу е важно цревата да се добро колонизирани со нормална микрофлора, односно оној микробиом кој што е важен за нормално функционирање на цревата, па од тука тоа е и до некаде подлога за колонизирање на вагината. Начинот на колонизирање е малку нејасен, може би оди пер континуитатем со придвижување на бактериите од дебелото црево кон вагината, или е на некој друг начин, меѓутоа е факт дека постои таков тип на колонизација и токму затоа е многу важно примарно да е добро колонизиран гастроинтестиналниот тракт, како би можела и вагината добро да се колонизира. Во тој правец одат и терапевтските стратегии, односно ние препорачуваме веќе на жените кои што имаат во континуитет нарушена вагинална флора, да практикуваат нормал исхрана, богата со пробиотици, со пребиотици, но доколку тоа не е можно едноставно од некои лични навики, тогаш препорачуваме дури внеси на пробиотици во вид на суплементи во секојдневието, како би можело дебелото црево добро да се насели со корисни бактерии, а тоа би помогнало понатаму и за колонизација на вагината. Освен што како друга опција нормално имаме и можност за локална апликација на пробиотици во шуплината на вагината, таму каде што е тоа можно нормално. Така да сите овие микробиомски заедници во целиот организам се многу веројатно дека се поврзани една со друга. Она што е досега испитано е тоа што досега го зборувавме за гастроинтестиналниот тракт со вагината, меѓутоа и нешто што е одамна познато е дека дури и нарушување на оралниот микробиом и може да има негативна улога, значи на микробиомот во устната шуплина, може апсолутно да има улога во несакан исход во тек на бременост од аспект на ризик за предвремено породување, ризик за развој на инфекции и ризик за лошо завршување на бременоста со предвремено породување, со многу ран прематуритет или со доцни абортуси. А дали дебелината кај жената или пак проблемот со полицистични јајници исто така влие на составот на бактериите во гениталиите? Дебелината секако е ризик фактор за било каков развој на нарушувања во организмот. Нормално дека тоа не е физиолошка состојба и затоа секако дека може би представува ризик фактор. Дебелината, исто како и синдромот на полицистични овариуми, меѓутоа сепак за поконкретен одговор би требало да се спроведат подолготрајни студии од аспект на анализа на овие ризик фактори со конкретно избрана популација во поголем број. Така, дали специфичните микробиоми, значи некој одреден специфичен состав бактериски на микробиомот може да доведе до проблеми како што се да речеме миомите, ендометриозата и слично? Исто и за овие проблеми, до сега нема некои релевантни податоци, така да тоа би останало секако поле за истражување во иднина. А што се друго влие на микробиомот во репродуктивните органи на жената? Споменавте исхраната, нели, преку цревата, дека би можела да доведе до одредени промени. Што е со антибиотиците, хормоните и слично?
Така, антибиотиците апсолутно дека може да го нарушат составот на вагиналниот микробиом, како и на другите микробиоми. Затоа апел уште еднаш и од мене како доктор и од сите други доктори е дека треба да внимаваме многу при избор на антибиотици и при воопшто употреба на антибиотици, односно колку е можно тоа да се рационализира и да се сведе на минимум. Секако дека антибиотиците ќе го нарушат и микробиомот во цревата и во вагината, па така кога е неопходно да се примаат антибиотици, секако треба да се дополни тоа со соодветна исхрана и со внесување на поголема концентрација на односно на суплементи кои што содржат бактерии кои што ќе го обноват и ќе помогнат за обновување, реставрирање на микробиомот и во цревата и во вагината. Во одредени случаи може дополнително и да се додадат локално пробиотици за аплицирање во вагината. Меѓутоа, она што е важно за вагиналниот микробиом, за разлика од другите, тоа е динамичен, но балансиран систем. Сакам да напоменам дека во микробиомот клучна улога имаат лактобацилите. Тоа е несомнено докажано уште многу одамна, меѓутоа со тек на годините е докажано дека не сите лактобацили имаат заштитна улога. Напротив, постојат и лактобацили кои што не само што немаат заштитна улога, туку представуваат до некаде и ризик фактор, односно ние и во нашата студија која ја спроведовме, докажавме дека кај одреден број од жените кои што беа вклучени во студијата во репродуктивна возраст, докажавме присуство на лактобацили, односно конкретно тоа е лактобацилус инерс, за кој што се смета дека нема апсолутно никаква заштитна улога, туку напротив може да биде и ризик за развој на инфекција, ризик за развој на дисбиоза, на бактериска вагиноза и инфекција која што може да прогредира и нагоре кон горните партии на гениталниот тракт. Од друга страна, лактобацилус криспатус е видот кој што апсолутно има докажано протективно дејство во вагината и токму тоа е еден од видовите кои што треба да се користи како терапија, односно за дополнување било по орален или по вагинален пат таму каде што постојат нарушувања на вагиналниот микробиом. Постојат и многу други бактерии, односно лактобацили кои што имаат позитивна улога, имаат протективно дејство и токму терапевските стратегии треба да одат кон тоа да се бираат пробиотици, односно исхрана богата со овие видови на лактобацили за кои што знаеме дека ќе имаат протективно дејство и ќе имаат некакво влијание во реставрирање на вагиналниот микробиом. Кога ќе се наруши нормалната микрофлора, дали доаѓа до одредени инфекции, како што се инфекциите со Candida albicans, односно инфекциите со габичка или пак некои други бактерии, како што е хламидијата? Дали е поврзано нарушувањето на микробиомот со појавата на овие инфекции? Токму така, значи во склоп на микробиомот во вагината главна клучна улога имаат лактобацилите, но не само тие. Во склоп на микробиомот влегуваат и многу други микроорганизми, бактерии кои што секојдневно се откриваат. Они попознатите од порано се Гарднерела, Превотела, Мобилункус и така натаму. Тоа се бактерии кои што нормално ги има во вагината, меѓутоа се во многу мала концентрација во споредба со лактобацилите кои што се во многу поголема концентрација. Токму тоа е важно во вагиналната средина, не само присуството на бактериите, туку одржување и на балансот помеѓу овие бактерии. Имено во моментот кога ќе дојде до намалување на концентрацијата на лактобацилите, тоа е одлична подлога да дојде до зголемување на концентрација на овие бактерии кои што нормално ги има во вагината, како што ги напоменав Гарднерела, Превотела, Мобилункус и така натаму, меѓутоа Гарднерела е онаа која што најчесто може да ја сретнат нашите пациентки кога ќе земеме бриз па ќе добијат позитивен наод за Гарднерела. Значи тоа е еден вид на бактерија која што нормално ја има во вагината, меѓутоа треба да ја има во многу мала концентрација, а во моментот кога ќе се намали концентрацијата на лактобацилите, ќе се зголеми концентрацијата на ваков тип на бактерии, токму тоа е појава прво на дисбиоза, нарушена флора, следно на бактериска вагиноза, а доколку не се детектира и третира на време, бактериската вагиноза е одлична подлога за развој на другите бактерии од типот на ентерокок, ешерихија коли и така натаму, клепсиела,
па можеби и на кандида, и на хламидија, значи и на ХПВ вирус во некои случаи се поврзува. Значи, во тој момент тоа е одлична подлога за развој на инфекции и за неповолен исход, особено во бременост или пак доколку се работи понбремено со репродуктивни проблеми кои веќе ќе имаат и клиничка слика. Токму затоа е многу добро таму каде што може да се детектира на време, можеби не составот на микробиомот во поединости, меѓутоа барем да се следи киселоста на вагината, да се мери pH вредноста на вагината повремено, за да на време се детектира ова нарушена микрофлора, која што доколку не се детектира, понатаму ќе прогредира во овие следни степени. Доктор Корнелија, да ги поканиме гледачите да се вклучат во емисија со нивни прашања на телефонскиот број 3076 677. Очекуваме прашања кои што се поврзани со темата за која што зборуваме, вагинален микробиом, односно микробиом кој што е поврзан со репродуктивното здравје кај жената. Сите одговори на вашите прашања и дилеми ќе ги добиете од доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог акушер, доктор на медицински науки од Аџибадем Систина. Доктор, што се случува со микробиомот за време на бременоста? Дали тој се менува? Токму тоа е многу интересно прашање. Микробиомот во бременост, според последните публикувани студии од годинава, се смета дека е постабилен за разлика од репродуктивниот период. Меѓутоа, стабилноста генерално е регистрирана на почеток на бременост во првите месеци, но како што поодминува бременоста понатаму и како доаѓа периодот за породување, еве кога зборуваме и за нормална бременост, почнува да станува се поразновиден, односно не толку стабилен како во почетокот. Што значи дека сепак постојат определени флуктуации од почеток до крај, кои што треба да се следат, поготово таму каде што е тоа многу важно кај жени со ризик за предвремено породување, кај жени со ризик за доцни абортуси, со лошо акушерско минато, кај жени кои што се породиле и по породувањето е констатирана инфекција и покрај сите претходни анализи направени. А стабилноста на вагиналниот микробиом во тек на бременоста најверојатно се темели и на отсуството на хормонските флуктуации, на поголемите нивоа на естрогени, кои што на некој начин влијаат индиректно преку концентрацијата на гликоген во вагината, па оттаму и зголемувањето на концентрацијата на лактобацили, како и отсуството на менструалните крварења, кое што нормално во репродуктивна возраст, физиолошки, предизвикува нарушување на вагиналниот микробиом, меѓутоа тоа би требало многу брзо да се реставрира. Така да, микробиомот во бременост е многу интересна тема и се спроведуваат истражувања се повеќе на следење од почеток до крај, односно најдобро е следење, например, на неделен интервал или на месечен интервал, како би се добиле податоци околу стабилноста и околу составот на вагиналниот микробиом. Имаме гледач на линија, да го слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторката. Јас сум правена операција, од матката ми е извадена. Ама сега имам многу пржење долу и дури стомакот ме боли во долниот дел. Што може да биде? Значи, отстранете матка, но сега имате болки, така? Пржење долу и стомакот на долниот дел ме боли. Така, имате болки во долниот дел од стомакот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Малку, доктор, ке надвор од денешната тема, но еве, се надам дека можевте да го слушате прашањето. Гледачката има отстранета матка, но сега исевуваат болки во долниот дел на стомакот, што би можело тоа да биде? Добро, сепак треба да се направи повторно гинеколошки преглед. Некои умерени болки може и се очекуваат нормални после, може да бидат во граници на нормала после операција. Нормално е на местото, постои ожилјак, постојат сраслини, така да чувството не може да биде сосема исто како и претходно пред отстранување на матката. Треба да се направи преглед, меѓутоа ова нема некоја посебна врска сега со вагиналниот микробиом, така да од аспект на тоа не би коментирала ништо дополнително, евентуално да се исклучат инфекции и слично, меѓутоа сепак тоа со докторот кој што е извршил операцијата. Така, да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор.
Мој ден, мое место за се што ми треба. Докажан германски квалитет по супер цени. Секој талент има свој вкус. Балансиран, силен или нежен. Откри го твојот со Нескафе 3 во 1. Black Friday во Topshop започна. Порано од што очекувавте, подобро од што посакувавте. Месец на попусти до 80% и распродажба која не се пропушта. Одберете Дормеон надушек со фантастични 50% попуст. Шарк навигатор првосмукалка со 2000 денари заштеда. Ровус Нано чистач на пареа со 15% попуст. Или Дормео Сиена перница за само 790 денари. И уште многу други понуди. Не пропуштајте и нарачајте веднаш. Вклучете, варете, пражете, печете, уживајте. Деlimano Stone Legend Pro садови за прв пат достапни во Рамстор маркетите. Собирајте купони и искористете 50% попуст на новата ексклузивна Деlimano линија. Прославете го со нас 10-тиот роден ден на Деlimano со одлични заштеди. Рамстор и Деlimano. Славиме вкусна деценија. Black Friday во Topshop започна. Порано од што очекувавте, подобро од што посакувавте. Месец на попусти до 80% и распродажба која не се пропушта. Одберете Дормеон надушек со фантастични 50% попуст. Шарк навигатор првосмукалка со 2000 денари заштеда. Ровус Нано чистач на пареа со 15% попуст. Или Дормео Сиена перница за само 790 денари. И уште многу други понуди. Не пропуштајте и нарачајте веднаш. На денешниот министерски совет Германија инсистира на почеток на преговори ЕУ Македонија, но Бугарија останува на своето вето. Не е сега дебата се започна или не започна на преговори. Во рок од 3 дена, директорот на Штипската болница да го извести здравствениот инспекторат за смртта на пациентката, чие семејство обвинува за негрижа. Смртноста кај привремено родените бебиња опадна на 11%. Пред една година регистриран е првиот случај на заболен од коронавирусот во провинцијата Хубеј во Кина. Продолжува денешната телма амбуланта, зборуваме за микробиомот, добрите бактерии кои што живеат во репродуктивните органи на жената со доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог акушер, доктор на медицински науки од Аџибадем, Систина. Доктор, имаме 20 гледачи на линија кои што очекуваат вклучување, па да им дадеме предност на нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Ве молам, сакам консултација. Јас сум на линија, така? Така, да ве слушаме во програма сте, сакате консултација со докторката? Благодарам. Моментално сум на тамоксифен. Предходно примени хемотерапии. Ендометриум е задебелен 18 милиметри. Така. Направени се 2 киретажи. Добра. Тесто е во ред сето. Меѓутоа ме интересира што ми советува докторката. Дали да отстранам матка, јајници? Предходна операција ланска година карцином на града. Така, карцином на дојка. Ви благодарам за вклучувањето во програма. програма. Поздрав, пријатно. Пријатно. Докторке, што препорачувате во ваква ситуација? Не го слушнав хубаво, гледачката, меѓутоа најверојатно се работи за задебелување на слузницата на матката, на ендометриумот, да. Е правена 2 киретажи се направени, примала хемотерапија, гледачката имала претходно рак на дојка. Дали да отстрани комплетно матката или пак што се Добро, сепак тоа со гинеколозите кои што ја правеле киретажата, со гинекологот кој што го прави гинеколошкиот преглед, да, понекогаш има индикација да се отстрани матката, доколку тоа во континуитет се повторува, се прават киретажи почесто од вообичаено, доколку тоа го нарушува квалитетот на живот во некои услови, да, може тоа да биде и релативна индикација за
одстранување на матката, меѓутоа пак зборувам генерално треба да се види конкретно случај. Така, секој пример е индивидуален и пример за себе. Да го слушнеме следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас, значи, подолго време имам нарушена флора, така, вагинална. Сега сум во 6-ти месец од бременост. И цело време на брисот ми се појавува кандида. Така. А сега на последниот брис и друга протеус мирабилис во вагина и во цервикс. И многу во урина култура имам бактерии, по 2, по 3 различни, така. А пијам и терапија, антибиотици пиев, сега земам и пробиотик. Сега да ми каже докторката, дали, кои се ризиците и што друго можам да превземам. Вака со хигиена е, се во ред превземам, еве и пробиотик, значи што може друго да се направи. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, можете ли да го слушнете прашањето? Колку што слушнав, се работи за бремена пациентка која што има резидивантни инфекции. Така, 6-ти месец има чести проблеми со кандида албиканс, колку што разбрав протеус сега се појавил, бактеријата протеус и бактерии наоѓаат во уринарниот тракт. Уринарниот тракт и гениталниот тракт се многу близко еден до друг и затоа е многу важно, особено во бременост, да се следи урината, односно да се следи дали има некаква уринарна инфекција, па дури во случај да има бактерии во урината, потребно е да се третира. Секако дека ако има бактерии е потребна и антибиотска терапија во урината, исто и вагинално, меѓутоа она перспективно што може да се направи за подолг период е да се земаат пробиотици и орално, да се ставаат пробиотици или барем млечна киселина за одржување на кисела вагинална средина во вагината, да се земаат и пробиотици орално, да се почесто да не се задржува урината, туку почесто да се исфрла урината. Така да тоа е она што можам од овој аспект да го советувам, затоа што и во случај на нарушен микробиом доволно е барем да се одржува на некакво ниво. Можеби не може да се постигне микробиомот, односно вагиналната средина да биде апсолутно нормална, односно да биде pH вредноста, киселоста над колку што е нормално, меѓутоа барем да се одржува едно ниво за да не дојде до прогредирање на состојбата. Чести контроли и тоа е тоа што можам да препорачам вака. Така, ајде сега да проговориме малку за бременоста и вагиналниот микробиом. Еве има утврдено дека ке 70 до 80% од родилките на постелката може да се најдат микробиоми кои што не предизвикуваат предвремено породување. Што тоа значи? Така е, токму во склоп на хуманиот микробиом. Последно се прават и испитувања веќе на сите делови и во бременост, односно на фетусот, на амнионските мембрани, на постелката, на попочната врвца, така да од секаде веќе се докажуваат некои бактерии кои што очигледно не се патогени, туку најверојатно имаат некаква протективна улога како во тек на бременост, така и веројатно по породување. Сепак овие испитувања се уште на почеток, меѓутоа апсолутно е потврдено дека фетусот не се наоѓа во стерилна средина. Од организмот на човекот веќе се изолираат бактерии кои што имаат најверојатно протективна улога и на места за кои што со години наназад медицината сметала дека се стерилни. Сега кога се прави бриз, како се утврдува дали некоја бактерија е колонизатор или пак предизвикувач на инфекција? Токму така, ние кога земаме бриз, конкретно земаме бриз од вагина и од грлото на матката, многу е важно кога се работи особено за рецидивантни инфекции, во комуникација. Прво клинички треба да видиме дали постои клиничка слика за некаква инфекција што би сугерирала присуство на некој патоген микроорганизам, а од друга страна во случај на рецидивантни инфекции добро е во координација со микробиологот кој што ќе го анализира примерокот од бриз, да се утврди дали евентуално станува збор за присуство и на леукоцити, дали има на препаратот, односно дали има знаци за инфламација, за инфекција, или се работи само за некоја бактерија која што може да биде и дел од нормална флора, односно едноставно жената да е колонизирана со ваков тип на бактерија, така да во тој случај ние апсолутно не би требало ниту да даваме
терапија за третирање, ниту можеме да очекуваме лекување од таа бактерија. Напротив, и да дадеме некаков третман, би очекувале после завршување на третманот, после одреден период, повторно да се наследи вагината со таква бактерија. Да. Така, значи тие може да бидат дел од нормалната микрофлора, доколку некој има таков состав бактериски на својата микрофлора, дали може да влијае на самото забременување, начин оплодување на яйцеклетка, незино транспортирање, всадување, имплантација во матката? Може да влијае, да, и токму затоа ние сега препорачуваме анализа во моментов, она што е достапно за нас е анализа на вагиналниот микробиом. Земаме бриз од вагината и анализираме присуство, односно правиме молекуларна анализа на видови на лактобацили кои што се присутни во вагината, а во склоп од истиот бриз правиме анализа и на присуство на гарднерела, уреаплазма и микоплазма. Меѓутоа, она што е за одбележување, кај молекуларната анализа ние што ја правиме, зошто се разликува од стандардните микробиолошки брисеви кои што се достапни за сите и ги правиме со години наназад во секојдневната пракса во гинеколошките ординации. Она што е специфично, со молекуларната анализа ќе детектираме и една-две бактерии кои што се присутни, што не значи дека тие се клинички сигнификантни. Значи, ние со молекуларната анализа на вагиналниот микробиом можеби ќе докажеме присуство на уреаплазма или микоплазма, меѓутоа не значи дека таа е во голема концентрација и дека таа е многу важна од аспект на третман. И ќе докажеме видови на лактобацили. Она што ни е важно во овој бриз е да видиме дали жената, дали вагината е колонизирана со оние добри протективни лактобацили, ќе повторам, со Криспатус, гасери, јенсени и така натаму, или ќе го добиеме, ќе го докажеме оној вид кој што нема апсолутно никаква протективна улога. Токму и затоа анализата на вагиналниот микробиом се препорачува таму каде што има индикација. Значи не треба тоа да биде анализа која што широко распространета секој треба да ја направи, меѓутоа таму каде што има индикација и треба да се толкува индивидуално, заедно со клиничка слика, со репродуктивни проблеми, со некакви симптоми и слично, и терапевска стратегија да се направи по анализа комплетна на индивидуата, дали таа уреаплазма или микоплазма или гарднерела има потреба да се третира или не, или дали е доволно само да додадеме пробиотици во секојдневната исхрана и хигиена, внесување на пробиотици, аплицирање вагинално во подолг временски период, за да може да обезбедиме реставрирање на микробиомот и да го сведеме на минимум ризикот од овие потенцијално патогени, да кажам, бактерии, кои што може да предизвикуваат, да бидат причина за понатамошен лош исход. А како да го чуваме и да го негуваме нашиот вагинален микробиом? Што може да правиме? Се препорачуваат ли средства, се препорачува ли да користиме специјални средства за хигиена на интимата или не? Каква храна да јадеме? Што може да правиме за да го негуваме микробиомот? Да, прво, апсолутно дека е основен начинот на исхрана и животниот стил. Значи, здравата исхрана, како и за сите, како и комплетно на човечкото тело, така да, како што влијае, така и на вагиналниот микробиом, нормално и индиректно преку гастроинтестиналниот тракт, пак ќе напоменам. Секојдневен внес на храна богата со пробиотици, со ферментирани продукти, со пребиотици, тоа е барем лесно во денешно време. Постојат многу производи на пазарот, јогурти, сладки, кои што содржат лактобацили и се збогатени, така да прво е тоа. Второ, доколку има потреба, дополнително може да се внесат и суплементи со пробиотици. Понатаму, животниот стил, употребата на тампони, употребата на лубриканти, на гелови, туширање на внатрешните гениталии, сето тоа е ризик за нарушување на вагиналниот микробиом. Постојат начини кои што може да го олеснат реставрирањето, барем употреба на гелови со млечна киселина во периодот по завршување на менструалниот циклус, во периодите после сексуален однос, а во однос на користење на гелови за интимна хигиена за секојдневна, апсолутно да, јас препорачувам. Меѓутоа тоа да бидат добро одбрани гелови кои што содржат млечна киселина и кои што имаат ниска pH вредност, така да
Тоа е тоа што треба секојдневно да го користи секоја жена во репродуктивниот период, па и во бременоста. Значи да не се плашат дека не треба со ништо да се мијат или да не користат никакви или да не користат купки кои што се користат за целото тело, туку секоја жена треба да практикува да користи гел за интимна хигиена, меѓутоа добро избран, со ниска pH вредност и кој што содржи млечна киселина. Докторке, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што дадовте низ за појаснување поврзани со оваа тема. Ви благодарам и на вас. Се заблагодарувам и на гледачите и сакам уште една работа да појаснам, дека анализата на вагиналниот микробиом е веќе достапна во нашата болница за сите пациентки кои што сметаат дека и сакаат да ја направат оваа анализа, за сите колеги кои што имаат пациентки на кои што им е можеби потребна ваков тип на анализа, еве еден апел да ги упатат пациентките кај нас. Земањето на бриз е едноставно, го правиме во соработка со МАНУ, така да и за релативно краток период ќе добијат информација за тоа кои видови на лактобацили ги има во вагиналниот секрет, како и евентуално присуство на гарнерела, уреаплазма и микоплазма, оние кои што се едни од најчестите микроорганизми кои што ги детектираме и во микробиолошките брисеви. Ви благодарам на поканата уште еднаш. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 14 часот, кога заедно учиме како да бидеме и останеме здрави. До гледање.